Тоа беше бај Димитар Иванов од Шумен. Предходно го слушнавте бај Стојан Георгиев, почесен председател на Омојлиден Пир. Ова се 27-јар македонски слави. Некои од вас што доаѓале знаеа дека овде доаѓа по 80-100 македонци од Егејско, од Пиринско, од Преспанско, од Албанско. Тие не доаѓаа со мраза, тие доаѓаа со чисто срце, ги пееа песните, не ги кажуваа приказните. Тие доаѓаа и простуваа на оние што и денеска ги убиваат. Замислете народите кои вршеа етничко чистење и ги убиваа македонците, наместо да се покајат, да застанат пред Бог, да се извинат, да ги отвориме границите, да живееме како браќа и пријатели, тие и денеска тврдат дека македонци не постојат. Бог запишал дека има македонци, тие велат дека нема. Кому да му веруваме? Зошто денеска не се овде македонските групи од Егејско, од Пиринско и од Албанија? Ќе поставиме неколку прашања кои заслужуваат одговор, бидејќи еден ден секој од нас ќе застане пред Бога. Зошто е прекинато финансирањето на оваа манифестација, која чинеше колку една вечера на Министерството за тортура, цензура, двојазичност, мултиетничност, ЛГБТ, садомазо, фашизам, мазохизам, марш сатано, надвор од Македонија. Да, за Исус, не за сатаната. Македонија е земја на Исус Христос. Зошто? Па тој ја именувал, тој ја запишал. Сатаната и неговите слуги ли ќе не избришат. Додека постои еден праведник кој го повикува Исус, Македонија како Израел ќе остане. Израел има завет со Бог. Македонците се народ што го повикува Бог. Избран сад да се шири светото Евангелие. Зошто се цензурира македонската култура од Министерството за цензура? Чие министерство е тоа? Кому му служи? Каде не водат? Како овци на клање? Ке не затрујат, ке не уштат семејството, ке не ги забранат песните. Што сака? Што сака слепиот водач да направи? Кога слеп води, обата ќе паднат во јама. Знам дека не е лесно да се остане човек, да се остане во Исус, да се остане во љубовта. Но пишано е, простете и ќе ви биде простено. Ние им простуваме на сите. Им простуваме. Тие го распнаа Исуса. Исав се откажа од своето првородство за една вечера. Браќата го продадоа Јосиф. Јуда го продаде Исус за пари. Среброљубието е најголемо зло. Истото се случува и денеска. Ние им простуваме. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Армагедон е единственото нешто што вреди да се слави. Тоа е второто Христово пришлајствие. Исус ќе дојде и ќе ни суди на сите. Македонија е Исус Христова земја. Тоа не зависи од политичарите, од масоните, од сатаната, од сатански организации. Тој не запишал и не именувал. Имаме ли ние љубов да останеме во него и тој да не води? Зошто кој верува во Исус го победува светот. Имаме или немаме? Мир вам. Се надевам дека наредните 28 слави армакедонски нема да бидат во илегала, нема да бидат тајно и ќе имаме Министерство за култура, а не Министерство за цензура, двојазичност, ЛГБТ, распаѓање на семејството. Уште колку македонска крв е потребно за да се наситат. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Тоа е се за оваа вечер. Да се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња, а ние треба да останеме и да се љубиме еден со друг. Дали македонците се љубат еден со друг? Ако не се љубиме еден со друг, ние излегуваме од Божиот закон на љубовта.
Ако јас не можам да одам во Пиринска Македонија, излегувам од Божиот закон на љубов, така се откажувам од македонците од Егејско. Ако јас не го љубам братот свој македонец кога сум го видел, како ќе го љубам некој друг таму што не сум го видел? Ние мораме да се љубиме, први меѓу себе си, а потоа сите други. А тие сакаат да го забранат тоа. Не за сатаната. И да, за Исус во Македонија. Доколку постои еден праведник, Господи Исусе Христе, ти реки дека ќе ја спасиш Македонија. Знам дека постои барем еден праведник. Те сакам, Господи Исусе Христе. Армагедон ести, станете мртви да влезат